Добро вечер, почитувани гледачи. Што и да се каже за вечерашниот гостин, ќе биде лесно да предпоставите кој е со нас. Дали студентски протести, дали конзулат во Њу Јорк на Македонија, дали доктор по политички науки, дали сегашен директор на Архивот на Република Македонија. Добро вечер, господине Филип Петровски. Добро вечер, благодарам за поканата. Ви благодарам и вам на сите ваши ангажмани што ги имате деновиве, да одвоите време што дојдовте кај нас. Господине Петровски, неминовно е вечерва да почнеме од една тема која што е многу актуелна и го тресе светот буквално. Вие бевте во Њу Јорк. Што се случува во Њу Јорк и какви се тенденции има да продолжи тероризмот? Сметате ли дека Њу Јорк тогаш кога бевте непосредно пред По нападите. Или по нападите? По нападите на кулите. Така и да. Денеска. Особено поради тоа ве прашувам, затоа што вие магистриравте на тема безбедносните реформи во Организацијата на Обединетите нации, ако не се лажам. И докторирав на реформата на таа тема, да, проширена, да. Браво. Да. Знаете што, Париз пред неколку дена, Њу Јорк сега и пред 14 години, Куманово пред 6 месеци. Се е тоа глобална закана на тероризмот за нормалниот живот, обичниот живот на граѓаните. Постои една структура која што работи на создавање на немир, која што смета дека со зимање на животи на невини граѓани ќе постигне политички цели. Сериозна е заканата, меѓутоа различен е пристапот на различни држави и различен е исходот по повод тие закани. Зошто го велам ова? Во Париз имавме големо крвопролевање и голем број на цивилни жртви. Во Куманово немаше цивилни жртви, иако тоа некои медиуми блиски до опозицијата, додека беше самиот инцидент, го објавуваа, што беше груба лага, дезинформација која што требаше да поттикне уште поголем судир. Се сеќавате дека девојче било убиено и нејзина мајка. Да. Подоцна беше лиферувана дезинформацијата дека се апселе невини граѓани во тренерки. Но сепак Куманово покажа е институционален капацитет различен и државата се справи со група која што требаше да го направи истото што се случи во Париз. Поверувавте ли во еден момент кога некои медиуми пишува и објавува дека се уште се калкулира со вистината за случувањата на 9 мај? Дека впрочем во диво населје биле вметнати криминални групи од Косово, кои што нивната тенденција не била терористичка разорна намера, туку да си продолжат со криминални дејствија од ситен интерес. Така, криминална група со 2 контейнери оружје, добро утврдена. Истата група нападна 2 недели претходно караула на Република Македонија. Јас не знам дали може криминалот од тероризмот лесно да се одвои. Воглавном терористите го познаваат и криминалот како начин на делување. Од тука и почнуваат. Да. Меѓутоа, знаете што, има таа приказка слабости, ако сака некој да не увери дека некој ги подметнал. Не верувам дека некој при здрава свест би дозволил некој да го земе и да го подметне за да биде ликвидиран. Знаете дека има многу жртви, таа група е целосно разбиена. Јас не познавам криминалци со толку многу оружје, со толку многу воено искуство, со толку многу експлозив. И впрочем и самите дел од тие што се уапсени признаа дека подготвувале терористички напади на потегот Куманово, Скопје, Тетово. Меѓутоа, ако сакате за Куманово од 9 мај, мора да го погледнеме поширокиот контекст, бидејќи на 6 мај една информација
беше лиферувана од страна на Европската комисија, која што помина незапазено, ние бидејќи имаме тенденција брго да забораваме, ја често сакам да потсетам на таа информација. Европската комисија во Брисел објави на 6 мај дека Македонија ќе има најголем економски раст оваа година во цела Европа. Значи, тоа не беше ни некоја невладина организација, тоа не беше македонска телевизија, тоа не беше владата, туку беше највисоката институција во Европа, која што според своите прегледи, своите начини на утврдување на раст, ја виде Македонија како држава која што најмногу ќе расне. Мината година бевме втори после Ирска. Тоа беше 6 мај. Вечерта на 6 мај, македонската полиција беше нападната во Скопје пред зградата на владата од страна на опозициони активисти. 30 и неколку полицајци беа повредени. Истиот ден, Кумановската група е влезена во Македонија. Значи, тоа се толку многу елементи во еден ден, што е сосема исклучено дека се работи за случајност. Јас мислам и тврдам, а тоа секако дека ќе излезе во иднина, нели, историскиот процес носи нови и нови документи, нови и нови сознанија, и тие се подпираат, се истражуваат и ќе се утврди со сигурност дека таа група беше влезена во Македонија за да ја ослабне моќта на македонските одбранбени сили, за да направи терористички напади и за да помогне во обидот за државен удар од страна на господинот Заев на 17 мај. Ова се елементи кои што се многу сериозни, меѓутоа тоа што групата беше неутрализирана, практично обидот за државен удар на 17 мај, кој што беше подготвуван цела 2014 година од активисти и припадници на агенцијата Canvas, специализирана за изведување на државни удари, од господинот Срđа Поповиќ, кој што ги организираше и во 2000-та протестите и рушењето на Милошевиќ во Белград, па после понатака свати дека е тоа лукративен, односно исплатлив бизнис, почна да го извезува во блискоисточни држави, меѓу другото и Египет и така натака. И истите тие негови луѓе го подготвуваат државниот преврат во Македонија. Меѓутоа, беше наивно да се смета дека државата тоа не го знае. Државата покажа сериозен капацитет, нашите служби знаеа дека е влезена групата и таа беше неутрализирана. Така што во однос визави на Париз, каде што предпоставам дека тајните служби веројатно знаеле дека има безбедносна терористичка закана, кај нас беше неутрализирана. Во Париз се случи масакар. Не можам да тврдам дека не постои закана повторно и во Македонија, бидејќи самиот пристап кон регрутирање на нови активисти од страна на радикалните исламисти значи дека постојано има нови и нови луѓе заинтересирани да го живеат или да го завршат животот на тој начин. Што значи дека безбедносните закани ќе бидат постојано присутни. Па еве, и што се случи во Сараево, Да. токму говори дека колку никој не е одминлив во ова време од терористички закани и напади. Јас сакав да ве прашам нешто, бидејќи многу знаете на оваа тема, сте докторирале. Имате ли вие свој став по прашањето комуникацијата на генерациите и генерации наназад, луѓе кои што честно живеат, кои од многу други причини отидоа по земјите во Европа и во светот, и кои што сега нивните деца, да кажеме од 3 генерации наназад, еве да не одиме подалеку, нивните деца кои се млади луѓе, кои што се цивилизирани луѓе, кои што веќе се повеќе и повеќе се инфицираат со можноста на онлайн комуникации, со силовите намери, закани, тенденции и така натаму, гарантирајќи им го животот во рај и опростување на гревовите, ако се само разнесат, еве просто. Каде тука може да се направи некој стоп? За мене е несватливо и предпоставам за најголем дел од граѓаните. Меѓутоа секогаш постојат луѓе што на различен начин ги восприемаат тие ветувања. Очигледно дека еден дел
од младите луѓе ги сватиле како возможни тие тоа се, не знам, фантазии, не можам друг начин да ги објаснам. Меѓутоа, сепак заведувањето на таа втора или трета генерација европејци со потекло од Блискиот Исток станува сериозен проблем за Европа. Европа покажа дека безбедносно, а и граѓански не може да ги интегрира. Тие имаат манири и најголем дел од нив едукација и изглед како европјани, меѓутоа не се интегрирани по вредности во Европа, што со самото тоа остава простор да бидат регрутирани од радикалните структури. И тоа допрва ќе стане проблем за цела Европа, затоа што од друга страна ќе имате развој и реакција на екстремната десница, неофашистите, кои што се појавуваат и се посилни во европските држави. Веќе во добар дел од држави се трета политичка структура, што значи дека Европа се наоѓа пред многу сериозен предизвик да одговори на своите интеграцијски процеси. Македонија во однос на Европа и Балкан во однос на Европа е дискриминиран. Тие не покажа сваќање, разбирање како оваа порта на Европа да ја интегрираат, да ја помогнат економски, со рушење на бариерите, со подигнување на стандардите, сакате во едукација, во здравство, да не интегрираат и на тој начин да си создадат едно предворје каде што полесно некои работи ќе може да се абсорбираат. Самото доаѓање на на господин Јункер, тој изјави дека во неговиот мандат нема да има проширување. Тоа значи дека Европа нема капацитет да разговара за многу сериозни теми кои што се од нејзин животен интерес и може да доведат до опаѓање како на секоја империја. Така, двојниот аршин на Европа кон Македонија конкретно. Да. Ќе се претвори и уште во еден аршин плюс. Пак имаме 3 аршини, еве сега со бегалската криза. Па знаете како, Европа на нас ни испорачува барања, од нас бара да ги почитуваме европските вредности, а за нас не се достапни европските привилегии. Ние сакаме да бидеме рамноправна членка. Нас не блокира со едно небулозно и неприфатливо прашање европска членка, не блокира во НАТО каде што планиравме да бидеме дел за да си ја гарантираме безбедноста и целовитоста. Не блокира од проста намера што очекува, тоа се изјави на нивни врвни политичари. Значи Грција очекува Македонија да се распадне, што не е европска вредност. И исто така не блокираат од влезот во Европска Унија со истата таа намера. Така што Европа има многу сериозен проблем внатре во неа. Таа бара од државите кои што се во Европа, а надвор од Европска Унија, да се однесуваат како европјани, да ги почитуваат договорените процеси, договорените позиции, договорените ставови, па и за бегалската криза, а за возврат не добиваме европски третман. И мислам дека тоа ќе биде проблем поголем на Европа отколку на Македонија. И еве сега деновиве што се случува каде што селективно се пуштаат бегалците од Македонија кон Србија и така натаму. Сметате ли дека со поставувањето не е важно, нема да набројуваме, но еве ние одлучивме едноставно да си направиме начин, да најдеме начин на кој би се заштитиле. Да. Дали тоа зид ке се кажува или бодликава жица најмалку е важно. Да. Меѓутоа сметате ли дека тоа ќе успее за да се направи некаква селективност во влегувањето на луѓе кои што имаат многу посериозни други настани кои можат да предизвикаат трагични последици? Ете, медиумите веќе се полни со информации дека дел од терористите поминале низ Македонија. Да. Нам никој не ни гарантира дека некои од нив не се задржале во Македонија или дека отишле натака па нема да се вратат навака, дека не оставиле инструкции или информации или своји јатаци во Македонија. Проблемот е многу сериозен. Ние како држава мора да најдеме начин да се одбраниме и иако некои
невладини организации, па и тука во Куманово организира некакви протести за подршка на бегалците. Јас би бил многу внимателен кога се работи за тоа и би предупредил дека трошењето на парите на Сорос не треба да се замени со македонските национални и државни интереси, затоа што парите на Сорос ќе се потрошат и ќе ги нема, и Сорос ќе го нема еден ден, а Македонија ќе биде тука. И тие луѓе треба тука да живеат, каде што со нивните акции допринесуваат да се дестабилизира државата, да ги доведат во прашање животите на нашите граѓани и, ако сакате, и да ја променат механички етничката структура на државата. Оној што е бегалец, било од која држава да е, треба да најде начин Европа да му помогне. Македонија нема можност да прими 30.000 бегалци. Ево, јас ќе ви кажам еден пример кој што се ќе ви објасни на вас и на вашите граѓани. Недавно бев во Рејкјавик во Исланд и си ја читам дневната новина на англиски што излегува таму. И вели вака: владата на Исланд донесе историска одлука. Ќе примиме 50 бегалци во наредните 2 години, што значи огромно отварање на нашата држава кон бегалците и нашата затвореност конечно ќе ја надминеме. Каква иронија. Па тоа е таа иронија и тоа се тие примери кои што малку луѓе ги знаат. Јас велам, ние 50 бегалци во 10 минути примаме. Така. Они во наредните 2 години определиле буџет за 50 бегалци и тоа го сметаа за историски чин на отварање на државата. По ваше кажување веќе го креираат јавното мнение. Како треба да гледаат на проблемот со бегалците? Таа бројка е сериозна, 50. Таа богата Европа треба да го реши проблемот на бегалците, треба да го решат проблемот на Блиски Исток, на влијанието геополитичко, дали таму ќе биде Америка главен газда, дали тоа ќе биде Франција, дали ќе биде Русија, дали заедно ќе бидат, која држава каде ќе биде. Во теоријата на меѓународната политика се знае посилниот доминира и без разлика што постојат Обединетите нации кои што би требало да го направат рамен политичкиот поредок и секоја држава да има исто право на глас, во реалност, во реал политиката всушност не е така. И се ова што се случува е последица на тој дисбаланс помеѓу тие држави. И затоа тие држави треба да најдат начин да го решат тоа. И секако дека Македонија нити го предизвика проблемот, нити пак може со својата големина да го реши. И да влијае. Да. Дали вие лично имате некое видување за најавата дека во Куманово конкретно, во селото Черкези и во Табановце, дека во блиска перспектива треба да се изградат бегалски кампови кои што треба да приберат одредена бројка на бегалци? Лично мислам, значи моје лично мислење како граѓани на Република Македонија дека тоа не е прифатливо. Или да прифатиме иста бројка како што ќе прифати Исланд. Така, предлагам тука, господине Петровски, да погледнеме на наш прилог како се чувствуваат деновиве граѓаните на Куманово за овие теми за кои разговаравме. Дали сметате дека Македонија е безбедна земја за живење? Тешка работа. Не веруjem да бидеме безбедни како сега овие што се бегалци што доаѓаат. Сметате ли дека доколку еве се изградат кампови тука, бегалски кампови, дали ќе бидеме безбедни ние да живееме? Не верувам. Сви така велат дека не ќе биде уредова. По 100.000 жители ќе остане овдека кои се бегалци. И у Србија и тука. Така велат. Не сум ба сигурен. За сега е безбедна, али за натаму. Мислим, не се осеќаме безбедно Куманово, да ја кажем правилно. Што мислите за оние мигранти кои што еве тука транзитираат низ Куманово? Абе, луѓе бегаат од лошо и никој не бега од добро, што кажа. Знае, таму е ратно стање, свак гледа да спаси главу. Не сметате дека тие се од никаква опасност за безбедноста на државата? Има, меѓу нива има некој, само не може да се селектира, не може да го знаеш кој какво мислење има, што има.
Ali тука се безбедни органи, треба да си преземат мерки они за таа состојба. Не знам. Не. Ваше мислење? Nije. Зошто мислите дека не е? Pa nije, evo vidite, stalno vama se dešava ovo, onoma se dešava ono. Intervencije razne. Значи, они су луѓи како и свите други, они не бегав, значи, од добро. Тоа е факт, али правивни на нас проблеми, значи, страшни. Тоа е, значи, проблем за целу државу и за сви около. Дали тоа ја нарушува безбедноста, што мислите? Да, 100%. И како да се заштитиме според вас? Па, тој нека мисли, значи, што се овие владеачки политички силе, значи, европски, светски, наши. Тоа е тоа не можемо ми обичен народ, обични смртници, ништо да решиме од света. Ќе безбедно што не беза. Така. Дали имате свој став во врска со мигрантите кои што транзитираат тука во Македонија? Свој став. Што знам те? Не знам да ти кажа право. Дали сме ние безбедни покрај нив или доколку кампови се изградат тука за престојување, дали ќе сме безбедни, што мислите? Па че има полиција, мора да има безбедни војска. Еве на повторно во студиото. Господине Петровски, да направиме една ретроспектива на вашиот професионализам. Бевте успешен лидер и се изборивте тогаш како таков за правата на студентите во Македонија. Направивте ли сега една ретроспектива како тогаш и како годинава? И што тогаш се бараше, што се доби, што се бара сега, што треба да промени образовниот систем воопшто и што е тоа што кај младите можда на адекватен начин треба да се укаже дека се работи за знаење, а не за барање решенија како полесно до диплома или до завршување на школска година. Знаете што, 97 година студентските и средношколски протести и овогодинашните протести немаат никаква допирна точка. 97 година ние излеговме да го заштитиме членот 48 од Уставот на Република Македонија. Значи немавме обврска тоа да го правиме. Така. Имавме обврска да ја заштитиме државата. Да го заштитиме македонскиот јазик како основа. А тука имам и документ за македонскиот јазик, подоцна ќе го покажам. Да. Подпишан од Ченто, мала дигресија. Ние ли ќе имаме ексклузивно право да го видиме? Да, во Куманово да, го носам, сакам да го видат сите овие документи да ги видат кумановци. Нели, мојот роден град. Така. Значи 97 година македонскиот јазик, унитарноста на македонскиот јазик кои што беа произлезени од Уставот на Република Македонија. Од истите ликови, еве точно ќе кажам, од Геровски, кој што денеска бара федерализација, јас тогаш бев наречен фашист. Јас велам благодарам, ако е од Геровски, ќе го прифатам, да, за македонските национални интереси и по тој повод ние протестиравме 45 дена, 15 дена бевме во шатори, штрајк со глад и доведовме до пад на режимот на Бранко Црвенковски. Од 94 година до 98 година Македонија немаше опозиција во парламентот, но тоа не му пречеше на господинот Црвенковски да ја доврши приватизацијата и да остави 200.000 луѓе на улица. Така што таа перспектива вака малку ја ширам за да се подсетиме, бидејќи сигурно има гледачи што тогаш биле премногу млади и не се сеќаваат на тие времења. Додека во 2015 година вие имате организирани од Сорос, обучувани од Канвас, активисти кои што излегува на протести за да децата не учат. И ја не можам тоа да го поддржам. Основната работа во живот на еден млад човек е да стекне повеќе знаење, а не помалку знаење. Да стекне поквалитетно знаење и тоа знаење да биде сигурен дека ќе му користи. Не е битно да имате диплома. Битно е дали позади таа диплома стои реално знаење што на вас ќе ви даде предност во животот. Тоа се негира со овие протести. Но тоа е основната појава на овие протести. Протестираме против
владата на ВМРО или против министерот за образование или против полагањето екстерни. Но позадината, а тоа малку е кажувано, се истите активисти кои што Заев ги ангажираше и кои што требаше да го изведат државниот удар, кои што се тренирани да заведат група од 5 до 10 луѓе, 5 до 10 студенти или 5 до 10 средношколци, без да знаат тие средношколци дека активистот кој што доаѓа од Сорос кам вас е обучен за да ги воведе во протести и на кој начин треба да ги водат протестите за да предизвикат хаос. И таков хаос се создаде во Скопје на 6 мај. Дали беа протести за екстерно, дали беше протест на Заев пред влада, истите луѓе беа кои што ја избликаа со ерупција кога беа повредени 32, 33, 34 полицајци. Јас тука би ве прашала. Ние не повредивме ни еден полицајец 97 година. Да, се сеќаваат и граѓаните, и медиумите, и сите ние. И никогаш не влеговме во конфликт со службите што ги чува органите, собранието во тој случај. Меѓутоа, ова што гласате за еден сериозен образовен процес, за знаењето, се знае за вас дека сте човек кој што многу инвестирал знаење во себе, меѓутоа дали сето ова што го говорите, сето ова во врска со знаењето и со образовниот систем, го стекнавте таму каде што бевте единствен представник од Македонија и од Балканот на проектот за млади европски лидери. Не можеше секој да отиде таму. Или пак, може би на сите оние позиции кои што се наоѓаат на врвот и кои што се навистина привилегија, особено за еден млад човек. Вие бевте на многу млади години конзул од генерален конзул од Македонија во Њујорк. Ова е повеќе сложно прашање. Што се однесува до младите европски лидери, тоа е проект на Американската амбасада. Таа има една програма каде што ги лоцира младите лидери и на некој начин им помага да се доедуцираат и ги воведува во системот на американската демократија. Значи, јас на тој проект бев во Белата куќа, во Конгресот, во Светска банка, на Њујоршката берза, во владата на Калифорнија, во Џорџија, на ниво на локална самоуправа. 45 дена запознавање со функционирањето на американскиот систем на демократија. Тоа го прават од една едноставна цел да стекнат пријатели во цел свет и да го пренесат тоа искуство што го имаат. За мене беше многу значајно, бидејќи бев многу млад, да го видам и другиот начин на функционирање, бидејќи американскиот политички систем е сосема поинаков од македонскиот политички систем и секое искуство е добре дојдено, бидејќи во иднина може да се примени. Ниеден систем не е довршен, ниеден систем не е непроменлив и секој политички систем се усовршува. Кога се открие аномалија, се прават законски, ако е поголема аномалијата, се прават уставни промени и на тој начин се воведува подобар, по-прифатлив, по-граѓански модел на владење во една држава. За тоа беше за мене тој систем, односно таа турнеја, тој програм интересен. Од Македонија тие праќаа во тие години во 90-тите по еден представник годишно. Но таа програма имаат одено и луѓе од ВМРО, и луѓе од СДСМ, Жерновски, Шекеринска, Антонио Милошевски, Владко Ѓорчев и така натаму. И тоа е се добре дојдено, бидејќи такви програми се значајни и мислам дека сега сите тие што биле учесници ги имаат предвид и може да учествуваат во подобрување на политичкиот систем на Македонија. Важите за силен индивидуалист, особено во политиката, особено во времето кога имавте доблест да не се согласите со некој нешто на одредена партија и да си превземете друга опција. Да. Има ли вистина во тоа? Има. Знаете што, историјата на ВМРО од своето основање 1893 па се до денеска, бидејќи ВМРО ДПМН е политички историски следбеник на историското ВМРО, е исполнета со многу слоеви со многу слики
со многу епизоди значајни за историјата на македонскиот народ, но и со многу нетипични однесувања и на поединци и на групи. Вие знаете дека во 20-тите години фракциите на ВМРО со атентати ги расчистувале своите недоразбирања. За среќа, сега веќе е друга ера. Самото владење на ВМРО од 2006 произведе доста недоразбирања внатре, кои што кулминираа со во 2011 година 4 партии десничарски кои што се надпреваруваа со ВМРО ДПМН. Тоа беше Народна, тоа беше Демократска десница, тоа беше Обединети за Македонија на Љубе Бошковски и тоа беше партијата на бранители на Стојанче Ангеловски. Па сепак, слична идеолошка основа, слична матрица, да не речам иста, и веднаш по што доведе до 70.000 гласа разлика помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. Што значи дека беше тесна победата на ВМРО ДПМН 2011. За веднаш после тоа, структурите кои што имаат влијание врз идеолошката матрица во ВМРО ДПМН да стапат во разговори со мене, со Наталија Ивчева од Обединети за Македонија, со господин Додовски од Народна, па и со Стојанче од партијата на бранители, и да почне еден комплексен процес на преговарање на смирување на разликите. И ова е многу значајно прашање и за денешна перспектива. Тоа смирување на разлики доведе до гаснење на демократска десница, преминување на најголем дел на народњаците и Обединети за Македонија во ВМРО ДПМН. Што значи дека се консолидираше десната структура во Македонија за прв пат од 1893 година. Сите значајни политички фракции внатре во десницата се во ВМРО ДПМН. Сега има уште некои мали групи кои што се надвор, меѓутоа не се политички влијателни. Зашто го велам ова? Затоа што од 2011 до изборите во 2013 или 2014 од 70.000 гласа разлика, ВМРО ДПМН во 2014 дојде на 200.000 гласа разлика. Затоа што не се одлеваат гласови. Така. Целата десница е консолидирана и е подсврста од било кога. И затоа нападот на Сорос Канвас, односно СДСМ со бомбите оваа година, со јасна цел преку политички финансираната и платена од левица програма на Амстердамската тројка на Никола Димитров, или преку делувањето на Јове Кекеновски, кој што себе си сака да се представи како еминентен член на ВМРО ДПМН, да се створи ново бранување во десницата и ново цепкање. Разединување. Да, но процесот кој што во 2012 почна се затвори некаде во 2013 е изведен маестрално, десницата е стабилна и после цела година дрмање на политичкиот простор со сериозни напади, сериозна оркестрација, помош од странство, ВМРО ДПМН е гранитно цврста и јас мислам дека ќе остане така и во наредните години. Ние да продолжиме пак уште малку во корист на времето со вашата сегашна позиција. Да. Но да не изоставам нешто што направивте за библиотеката кога бевте директор во градската библиотека Браќа Миладиновци во Скопје. Вие сте прв кој што воведовте 24 часовно работење на библиотеката. Јас се извинувам, не сум во тек, уште ли важи тоа? Знаете што, студентите треба да ги имаат сите привилегии, сите можности да стекнуваат знаење. Некои од студентите сакаат да учат ноќе. Така, ништо Не се ново, вработени, познато. сакаат дење да спијат, ноќе да учат. Така. Јас го препознав тоа како потреба која што е реална и како време во кое што може да бидат продуктивни и ја отворивме да работи 24 часа библиотеката. Мислам дека и ден денеска така работи. Имаше некои обиди тоа да се смени, но ете тоа е
простор за политичка иницијатива на студентите. Ако некој сака да им го одземе тоа право ноќе да учат, да се соберат, да отидат кај директорот во градска библиотека и да му со петиција, со разговор, со притисок од јавноста да си го обезбедат тоа. И тоа го разбирам како политичко делување, тоа не е партиско делување, тоа е политика за подобри можности за студентите. Јас можам да кажам дека во 2015 ВМРО ќе објави многу сериозна програма за студентите, многу сериозни проекти за помош на студентскиот стандард и мислам дека сите ќе бидат задоволни. Така што мојот личен однос кон библиотеката и кон студентите беше најнормален. Тоа беше потребно, тоа го направив, сите беа задоволни. И еве гледам, јас сум веќе скоро 5 години надвор од таа институција, сите го паметат тоа, многумина се уште зборуваат за тоа време како едно златно време на библиотеката. Тогаш се купени преку 100.000 книги. Затоа и неодминливо беше прашањето. Благодарам. Јас би ве прашала како сега, не како вие се снаоѓате, како ги поставувате работите во Архивот на Република Македонија, Државниот архив на Република Македонија, каде што сте генерален директор, и што воведувате согласно законот, нели, што го имаме за архивско работење, некои новини, што барате од вработените, каде не се согласувате со постоечките стандарди, а потоа ќе поминеме на нешто многу интересно што ни донесовте нам во студиото. Знаете што, Државниот архив е една многу значајна институција за Република Македонија. Ние ги чуваме сите документи од највисок државен значај. Ние мораме да имаме високи стандарди за работа. Имаме над 300 вработени, имаме 9 подрачни единици, имаме централизиран систем. Пред нас се предизвици на 21 век. Информатичка интеграција, дигитализација, отворање кон корисниците. Секој граѓанин сега сака од дома да дознае за, не знам, за струја, парно, вода, радиодифузна такса, документ каде може да најде, се сака да најде со едно копче на компјутерот, со еден клик. Така што за мене еден од најсериозните предизвици е информатичката структура што ја имаме, софтверите, знаењето на вработените, да ги интегрирам во еден систем. Тоа е вака прилично сериозен предизвик, но јас сум убеден дека за најмногу година дена од сега, секој ќе може од дома да ги најде, да провери кои документи кај нас се дигитализирани, кои документи кај нас се обработени, а не дигитализирани, па да може да ги открие каде се, ако му требаат, бидејќи станува збор за широка лепеза на документи, од тапи, од лични досиеа, студентски досиеа, работни досиеа, докази за стаж и така натаму и така натаму. Треба ли посебна обученост на луѓето кои што работат во архив за да може да има ги... повеќе сектори. Секој од работените припаѓа на одреден сектор, се специализира во тој сектор и има можност во тој сектор да напредува. Имаме закон за државни службеници, има точно утврдени процедури за работа, точно утврдени процедури за напредување. Јас се држам сериозно до нив. Дисциплината на вработените многу ми значи, односот кон граѓаните го ценам високо и на тој начин сум убеден дека за еден мандат ќе создадам инфраструктура, вработени кои што ќе бидат лице, лик на архивот и гордост на градот. Ако е тоа Куманово, кој ќе се спомне архивот, дом на Арама, респект, пријатни луѓе, одговорни, завршуваат работа, пронаоѓам документ, ако е нешто таму, знам дека ќе ми завршат работа. Такви ќе бидат сите. Што ни донесовте, што ќе не изненадите, што не знаат, може би дел од граѓаните знаат, но поголемиот дел не знаат дека воопшто и постои, а еве ова е, не претпоставувам, сигурно сум веќе архивски материјал. Да. Ова е од фондот АСНОМ, решение на антифашистичкото собрание
за прогласување на Илинден 2 август за народен празник на Република Македонија, односно во тоа време македонската држава. Она што е значајно е потписот на Методија Андонов Ченто. Ова е документ верен на оригиналот, горе се наоѓа новото лого на новиот амблем на државниот архив. Ние се наоѓаме во оваа зграда. Таа е според мене гордост на македонската држава, еден од најзначајните символи, ако не сега за 50 години сигурно. И долу стои печат дека овој документ е издаден од страна на државниот архив, дека е верен на оригиналот, потпишано од началникот на депо и од директорот. Ова е еден документ кој што се надевам дека многу од македонските граѓани ќе сакаат да го имаат дома, може да се купи, популарни цени, а е оригинален. Каде може да го купат граѓаните? Во музеите, во сувенирниците, Така. во моментов во Скопје, меѓутоа ќе се потрудам во скоро време во сите Градови. локални архиви да го има. Ево уште еден документ на антифашистичкото собрание за воведување на македонскиот јазик како службен јазик во македонската држава. 2 август 1944 година, потпишано од Ченто. На некој начин, во 1997 година протестите беа одбрана на овој документ, на македонскиот јазик. И јас пред историјата сметам дека сме го направиле тоа што била наша обврска. Она што е битно со овие документи е дека за прв пат македонската јавност може да ги види дека се потпишани од Ченто, еден неправедно избришан лик од нашата историја, осуден од страна на комунистичката власт и маргинализиран, насила. А човек кој што ги потпишал убедливо најзначајните документи за македонската држава. Ова што сега ви го покажувам е закон за името на Народна република Македонија. Исто така потпишан од Ченто, со оригиналниот печат на президиумот на АСНО, каде што се утврдува името на Република Македонија, се менува од демократска во Народна Република Македонија, што го покажува нашиот континуитет и како изглед, како документ, верен на оригинал, со оригиналниот печат од другата страна, ова е во восок. Исто така сметам дека ќе биде предизвик за многумина наши граѓани да го поседуваат дома и да се инспирираат од таа некоја наша борба. Историја, Да. таа наша историја. Еве ви донесов и уште еден документ. Јас овие документи ќе ви ги подарам на вашата телевизија. Ние сме ви Се надевам безрезервно дека- благодарни, ќе најдат адекватно место во Да, се надевам дека Нашата ќе ви ги телевизија. заличат канцелариите, да. Ова е декларацијата за меѓународното признавање на Република Македонија како суверена и независна држава од 1991 година. Исто така многу значаен документ, една нова фаза во развојот на македонската држава и ја извадивме и ја издвоивме. Копија од ова се наоѓа и у Музеот на македонската борба за независност или популарно Музеот на ВМРО, оригиналниот печат од позади. Едно убаво спакувано издание кое што мислам дека исто така ќе биде предизвик за граѓаните да го имат. И во оваа пригода, во оваа прилика уште едно оригинално писмо на Гоце Делчев на две страни. Државниот архив на Република Македонија поседува 40 оригинални писма на Гоце Делчев, меѓу другото. Поседуваме многу значајна документација. Наскоро дел од нив ќе бидат објавени. Од другата страна имаме транскрипција. Значи, исчитано од специјалисти за ракописот на Гоце Делчев и приближено за да се види зашто тоа Гоце Делчев пишува. А тој бара меѓу другото оружје за македонската револуционерна борба. Така што нашата борба некогаш била преку Гоце и Ченто, па понатака
преку други ликови, денеска преку нас, но борбата за Македонија никогаш не престанува. И ги имам за вас исто така подарок. Псевдонимите на ВМРО, ова е одличната архива на Ангел и Христо Узунови. Може ли да погледам само? Да. И на нашата камера. Да. Станува збор за кодификација, значи станува збор за тајан код кој што го имала револуционерната организација ВМРО и на начин на кој што ги шифрирала писмата. Значи еден код, тоа е оваа кутија, ќе покажам, дозволете. Така. Значи кутијата овдека, таа е поседуваме оваа кутија што е на корицата. Оригиналот го имаме во Музејот на Македонија? Не, во државниот архив. Ете. Значи кај нас е овој оригинал. Од него се извадени шифрите и е објаснето на кој начин се пишувани писмата. Што значи дека и тој што го пишувал писмото и тој што го примал писмото морал да го има овој код за да го разбере писмото. Ако да речеме турците, грците или некој друг непријател на македонското револуционерно дело го фател писмото, немало да разбере за што се однесува. Па така имаме шифри за имиња, имаме шифри за места, за градови и е сосема неразбирливо зашто се однесува доколку го немате кодот како да го дешифрирате. Може би после ова се извинувам. Да. Може би после ова некој ќе се инспирира како што се инспирирал од своето видување. Кодот на Да Винчи да се напише, можда ќе се напише кодот на Македонија. Да, има толку многу материјал. Ние имаме и шифрирани писма, и тоа ќе го објавиме. И уште една работа. Откривме еден прилично масивен материјал, голем, за руската колонија во Скопје. Тоа е она емиграција која што бегала после болшевичката револуција во Русија 918 во главном офицери и кои што завршиле во Македонија, а во овој случај кога се работи за книгата завршиле во Скопје. Ова се полициски документи како се водени за руските државјани кои пребегале тука. Кои што дошле тука и како нивната колонија била организирана. Многу малку познати детали, многу малку познати имиња, познати имиња во општеството, но непознато дека се руски емигранти кои што се вгради, записник во Банската управа на Вардарска бановина, Скопје. Значи, збориме за периодот од 20 до 43 година. Така. И ова предизвика големо поместување, објавување на овој зборник, големо поместување на интересот на одредени групи на граѓани за истражување на нашите документи, но исто така допринесе да почна да се јавуваат семејства кои што нудат документи. Бидејќи ме прашаа зошто не се застапени. Прво затоа што конкретно збориме за руските државјани. Дали книгата се македонски државјани? Да, македонски државјани со руско потекло во времето. Да, втора или трета генерација македонци кои што се интегрирале во Македонија, тие се вредни граѓани на Македонија, меѓутоа имаат потекло и имаат документи дома кои што ние ги немаме. После оваа книга се инспирира да ги носат. Дали книгата е преведена на руски јазик? Оваа книга ќе биде испратена во сите славјански институти на проучување. Оваа книга е испратена до председателот на Русија. Од која година е изданието? Сега е издадена. Јас ја издадов. Најново, да. Со моето доаѓање е издадена. Подпишана е од министерот за надворешни на Република Македонија и од министерот за надворешни на Русија со мој вовет. Така што допрва ќе го постигне ретко богатство во допрва ќе го работи својот пат и ќе допринесе да добиеме уште документи кои што се наоѓаат во лични архиви. Јас да искористам ова пригода да ги повикам старите кумановски семејства да ја предадат својата архива лична, доколку станува збор за интелектуалци од било кој тип, кои што имаат документација, која што е значајна за нивното семејство, за животот на градот, за историските процеси во Куманово, во регионот, а и за Македонија, со задоволство ќе ги примеме документите и ќе отвориме и лични фондови.
Несомнено. Јас отворив пред 2-3 недели фонд на Симон Дракул, кој што беше значаен интелектуалец за Македонија, значаен писател, значаен македонист, значаен патриот, меѓутоа немаше свој фонд. Сега неговото семејство полека предава оригинални документи што ги откриваат дома и наместо тие да бидат заборавени и изгубени, во фондот на Дракул ќе бидат за секогаш сочувани. Затоа сакам и од Куманово да имаме такви фондови. Знам дека има семејства кои што можат да дадат документација и се надевам дека оваа емисија ќе помогне да се инспирираат и да ни ги дадат документите, а значајните документи ќе ги објавуваме во монографии, во зборници, вака ќе ги представуваме и ќе градиме, ќе даваме нови слоеви на македонската историја. Еве интересна можност за нашите сограѓани. Господине Петровски, неисцрпни теми има со вас да се говори за непосредно пред самиот крај. Кога се одмарате? Кога не читате, а читате многу? Кога не пишувате, а пишувате исто така многу? Кој е начинот на кој што ја црпете и ја регенерирате енергијата за да продолжите понатаму иако сте млад човек? Знаете што, предизвикот да се биде во близина на вакви документи, да се проучува вака длабоко нашата историја, да може да се пренесува и приближува до што поголем број на луѓе, за мене е начин на одмарање. Затоа не сум никогаш уморен. Интересен одговор. Ви благодарам што бевте наш гостин. Вам, драги гледачи, се надевам дека го задржавме вашето внимание. Се надевам, господине Петровски, а и драги гледачи, дека сите нешта кои што се случуваат денеска во светот ќе завршат наскоро, а нас со мудрата политика на нашите политичари, со безбедносните мерки кои што се превземаат, ќе не одминат.